Добар ден, драги гледачи! Добродојдовте во македонската кујна. Како што гледате, ова ни е нова кујна во куќата што ни се наоѓа на езерото Симко и од сега ќе снимаме во оваа кујна. Денес ќе направам една многу стара рецепта. Во Македонија ја викаат пинџур. Не знам од каде доаѓа тоа име. Па тоа е всушност мешавина од 3 зеленчуци или vegetable spread. Тие 3 зеленчуци се црвени пиперки, како што гледате тука, црвена пиперка, зелени лути пиперки, потоа црн патлиџан и црвени патлиџани или црвени домати. Значи, употребуваме 3 зеленчуци, пиперките треба да бидат испечени или во шпоретот или на барбекју. Во летното време сите печиме на барбекју надвор. А исто така и црниот патлиџан, како што гледате тука, е испечен и готов да се сече. Сега ќе ви покажам како се прави ова предјадење кое се употребува во секаква прилика, или за мачкање на леп, или покрај месо, или for a vegetable dip, по англиски како го викаме. Во секое време се јади ова јадење и е многу вкусно. Прво ќе почнам со црвените домати. За едно јадење ни се потребни 4 до 5 црвени домати или патлиџани. Еве тука имаме 4. Јас малку ќе ги засечам вака, ќе направам едно крвче со ножот за да пукнат побргу. И овие црвени патлиџани треба да ги ставам во вода што вари. Тука имам на шпоретот тенџера со вода што вари и само треба 2 минути колку да се ослободи, ќе ги покрием за побргу да се стори, колку да се олесни кожата за да може да се излупи. Додека се варат тие што трае 2 минути, сега тука прво ќе ги исечам малку црвените пиперки кои се веќе испечени, излупени и исчистени од семето и од дршките. Вака ќе ги сечиме на пола и ќе ги ставам во food processor или оваа машина што имам тука за сечење, не знам како ја викаат кај нас. А исто така можете да ги сецкате и на раце со нож, само тоа зема повеќе време. Вака ќе ги исечам на половина сите. Ако ги сецкате на раце, треба, еве ќе ви покажам сега последната. Тука има 12 до 14 пиперки. Ако ги сецкате на раце вака на дълго и после ќе ги исецкате ситно вака, но ние за да ни биде побрзо и полесно, ќе ги ставиме пиперките во food processor вака. И исто така ќе ги ставам и лутите пиперки. Еве оваа е една што не е излупена. Сакав да ја излупам пред вас. Ако сакате да е полуто, треба да му го оставите и семето и жилите вонатре, затоа што тоа ги прави пиперките полути, нели? Лутината е во семето и во жилите. Ќе ги ставиме тука сите пиперки, да ги избришам малку рацете. И со машината многу бргу оди. Еве вака. Не треба да се премелат. И еве сега ќе ги извадиме. Ако е преизмелено, не се чувствува пиперката. Треба да е пиперката во мали парченца. И ќе ги ставиме пиперките во овој сад тука. Ете така. Ќе го вратиме ова назад. И пиперките ни се готови измелени. Сега доматите се готови за вадење. Не треба многу варење, само колку да се... Еве гледате како пукна доматата тука. Само колку да можеме да извадиме лушпата. Ќе го затворам шпоретот на страна. И сега се разбира, треба да почекате малку да се оладат доматите.
за да можат да се излупат. И еве тука, доста е топло, малку ќе почекам. Додека се ладат доматите, ќе ви покажам како ќе го исчистам црниот патлиџан кој е веќе испечен и да знаете дека е испечен, треба да е мек на пипнување. И сега ќе извадиме дршката тука. И како што гледате, љушпата многу лесно се лупи. Некој пат со ножот малце ќе си поможувате. Така. И сега вака ќе го превртам и ќе ја извадам лушпата. Овој домат јас не сакам да го мелам на машина, бидејќи е многу мек. Само ќе го исецкам со нож. Еве видите што убаво изгледа печениот црн патлиџан. И еве вака ќе го исецкаме доматот. На два пати, во две правци. И сега вака малце, да е што поситно исецкан. И овој домат му дава многу убав вкус на ова јадење. Еве како што гледате, сега исецкан е доматот и него ќе го додадеме во пиперките. Сега тука имаме пиперки и црвен домат и ни треба само црвените домати кои како што гледате тука се сварени и лушпата им излегува многу лесно. Се подварени, сакам да речам, само 2 минути. Ете, лушпата излегува. Може да се сечат вака на 4. И сите 4 ќе ги излупам вака. Затоа направив кршче за лесно да се лупат. Ете така. На 4 парчиња. И тука има малку лушпа. И сега овие 4 домати ќе ги ставиме пак во машината за сецкање. Така. Лет на едно. Ќе го вратиме назад. Ете така. Да ги избришам рацете. Ќе затвориме машината. И еве сега ќе ги измелиме убаво доматите. Тоа е доволно. Доматите се измелија убаво. Ќе го извадиме ова пак. И тука имам едно тенџере сега, во кое ќе го ставам овој сосот од доматите и ќе го ставиме ова тенџере да се вари. Доматите ќе ги вариме се додека се намали на половина количината на домати. И бидејќи треба да ја направиме брзо оваа рецепта, еве јас тука, драги гледачи, во тенџерчево ги имам веќе сварено доматите, кои изгледаат вака. Смесата е многу дебела, цела вода му е испарена од доматот и можам оваа смеса сега да ја додадам со црвените пиперки, лутите пиперки и црниот патлиџан. Ете вака, ќе додадеме домати и сето тоа ќе го измешаме. Еве, драги гледачи, ќе ги измешаме сите 3 зеленчуци тука. И сега, тука во ова малово тенџерче, имам 1/4 од чаша или 1/3, зависи од вас колку сакате масло да ставите. Ќе го стоплиме ова масло добро да е стоплено. А овде во толчникот имам 3 чешниња од лук, што се исецкани и сечени, бел лук, кој многу го употребуваме во нашата кујна. Ќе ставиме едно лажиче сол, зашто овие зеленчуци бараат сол и ќе го исчукаме убаво лукчето со солта. Ако ставиме сол, нема да ни лета кога ќе го чукаме. Може ова и на машина да се
направиме ако ќе имате многу малку порно на рака да го исчукате. Лукот дава многу убав вкус. И еве сега, лукот ни е готов, скоро готов. Кога ќе е пресен лукот, многу убаво се чука. Лукот е готов, ќе ги ставиме тука зрзаватите и јас мислам дека маслото е скоро готово, а ќе ни покаже всушност кој ќе го ставаме дали е готово или не. Вака ќе пробате малце ако готово е маслото. Сега полека ќе мешаме и ќе го додаваме жешкото масло. И маслото се впива од пиперката, од доматот, од црниот патлиџан и целата таа смеса има многу убав вкус со маслото. Ќе го ставам ова назад, го затвориме шпоретот и еве вака ќе го измешаме убаво. Прво од маслото, а потоа ќе го додадеме лукот. Во смесата и ќе го измешаме убаво со лукот. Толку е работата со пинџурот. Ова е многу убав состав од 3 здрави зеленчуци за јадење. Сега многу луѓе сакаат да стават да додадат на целата оваа смеса оревчиња. Не морате да ги додадите ако сакате. Јас лично сакам да додадам ореви, за да ги додадеме оревите, ги имам еве тука ставено во едно пластично кесиче и прво вака малце ќе ги исчукам. Ќе ги искршам убаво, а потоа вака ќе со сукалото ќе ги искршиме уште малку. Е така, и оревите се многу убав додаток. Ќе ги ставиме. И повторно ќе го измешаме. И се разбира, ова се јаде за ручок, за вечера, после вечера, на полноќ. Ако не можете да спиете, станите едно парче леп со пинџур намачкано и ќе заспиете убаво. Лукот е многу здрав за јадење и еве сега ќе го ставиме тука. И со лепче или кракерс или со сечена пиперка, со целер можете да зимате од него и да се послужите. Пријатно јадење. Ова е многу убав vegetable spread или предјадење направено од 3 зеленчуци. Сега сакам да дојде Бил и Ники да го пробаат на лепче и да ни кажат како ги бендисува пинџурот. Еве сега ќе ви ставам да пробате со малку свежо исечено лепче. Еве, повелете. Ајде бе, Бил, каква стопанка имаш. Јана ќе готви и ние ќе јајме. Многу ба манџа. Looks delicious. Ќе да пробаме. The ultimate taste. Многу боја. That's delicious. Многу боја. You did it again. Пријатно, драги гледачи, довидување до следниот пат.